Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, нема дно што ВМРО-ДПМН, предводена од губитникот Христијан Мицкоски, не може да го пробие во своите намери да ја наштети на државата и граѓаните. Овде, во собранието, ВМРО-ДПМН со месеци кочи важни закони кои се во интерес на граѓаните и иднината на државата. Пратениците од ВМРО-ДПМН го кочат законското решение со кое државата по цели 80 години ќе добие нов клинички центар. Го кочат законот за легализација на бесправно изградени објекти, каде се дава можност граѓаните, особено оние посиромашните, да ги легализираат своите објекти. Опозицијата во собранието го кочи законското решение со кое ќе се обезбедат средства за реализација на еколошкиот превоз во град Скопје. Закочен и законот за енергетска ефикасност. ВМРО-ДПМН е против менување на прозорци, фасади и системи за грејење на училиштата, градинките, здравствените домови и други јавни установи. Пратениците на ВМРО-ДПМН се против изградба на 3 откупни центри за земјоделски производи во Скопје, Ресен и Струмица. Блокираат и закони за реализација на мерките од петтиот пакет. Сето ова е доказ за неодговорноста, за неразумноста и деструкцијата на ВМРО-ДПМН овде во собранието. И како тоа да не е доволно, денеска видовме дека ВМРО-ДПМН се толку бездушни што се радуваат на тоа што пратеници се заболени од коронавирусот. Денеска опозицијската ВМРО-ДПМН, предводена од Мицкоски, проби ново дно во нивната бездушна и честопати некрофилска политика, овој пат радувајќи се на заболени пратеници. Граѓаните го гледаат ваквиот антинароден, деструктивен однос на ВМРО-ДПМН, предводена од Мицкоски. Затоа 6 пати ги поразуваат и ќе ги поразат одново. Затоа што освен деструкција, лажни вести и блокади од ВМРО-ДПМН, ништо друго и не гледаат. Крајно време е пратениците на ВМРО-ДПМН да почнат да работат за граѓаните. СДСМ и парламентарното мнозинство и без нив ќе бара начини сите предвидени мерки и политики да бидат реализирани. Остануваме посветени за државата и за граѓаните. Тие се и остануваат наш приоритет. Ви благодарам.